се очува општината, за потребите на Штипјани и за капацитетите на градските власти. Во Студио 1 во 16:20 часот разговараме со градоначалникот на градот Побисерот, Благој Бочварски. Во овој блок од отвореното Студио 1 ќе имаме една убава тема која што отвара фактички многу прашања поврзани особено со животот и начинот на функционирање на младите. Меѓутоа, затоа потоа на почеток ќе најавам гости во отвореното Студио 1 се актерот Мики Анчевски, Александра Никифоровски продуцент и Бојан Лазаров, исто така актер. Поводот, добар ден најпрво и добре дојдовте. Добар ден, добре дојдовте во студиото на еден. Така, поводот е една детска театарска представа Чекин пред зграда насловена со една многу моćна и силна порака и можеби едно прашање кое што се отвора колку всушност младите, децата треба да се тргнат на некој начин од преголемата фокусираност на социјалните мрежи и да излезат на вистина пред зграда за да ги играат оние детски игри. Меѓу другото, па на ова прашање ќе го поставам најпрво до дамата, која што е исто така продуцент. Александра, од каде идејата за сево ова? Идејата да се реализира општо ова детска представа ја донесе Мики Анчевски и тимот на Dream Factory Здружение за култура, кои се мои соработници, нели, каде јас ја продуцирам оваа представа, меѓутоа да, секојдневието, она што не обкружува дефинитивно е нешто што треба сите ние возрастните да се размислиме малку повеќе околу тоа колку децата се на социјалните мрежи, дека работам со деца, гледам континуирано повеќе време од она што навистина треба да поминат. Тие се на телефоните и инспирирано од мојата ќерка што многу сака да биде на телефон, како и сите други деца, желбата да го работам овој проект е многу голема. Само да напоменеме, колективно беше режијата, така чинам ти беше продуцентот, Александра, меѓутоа имаше колективна режија. Ајде, дечки, ваши видувања партиципиравте секако во представата, да напоменам дека во теков на разговоров ќе имаме можност да погледнеме, односно гледачите еве во моментов да погледнат и фотографии, меѓутоа и видео од представата. Па ајде да започнеме, Бојан, повеле. Па, вака темата е многу актуелна, не само кај децата, туку и кај возрастните. Знаете, иако ние направивме една детска представа, многу интересна како возрастните ја доживуваат таа представа, значи додека децата гледаат, подоколу имаме возрастни наставници, наставнички и така натаму, кои што гледаат представата и многу интересен начинот на кој што тие доживуваат, затоа што и тие секојдневно се соочуваат со тие работи. Инаку представата е една многу интересна представа, интерактивна представа, значи постојано ние комуницираме со децата. Со една цел, значи целта е да им покажеме на децата преку една приказна колку и како постојаното изложување на социјални мрежи, на телекомуникацијски апарати може понатаму да влијае во нивниот живот. Мики? Па, во главном се каже, шегата на страна, без разлика колку и да сакаме да се оттргнеме, живееме во едно такво време каде што, па да, модерно време каде што и да не сакаме самото општество и времето ни наложува да ги користиме, нели, ајде да кажем бенефитите од интернетот и социјалните мрежи, меѓутоа барем се трудиме преку вакви проекти, особено преку оваа представа, барем до одреден, макар и помал број на луѓе, да им ја разбудиме таа свест дека има нешто и друго надвор
од социјалните мрежи, од интернетот, бидејќи нечесто се случува и нели да седнеме, не знам, во кафич баш пред малку и пред да влеземе во студиото и зборевме на вистина и тој се случува. Да седнеме, не знам, кафе да пиеме во кафич, друштво вака да седат, никој со никој да не разговара, а сите да седиме на мобилно. Мислам и мене тоа ми се случува и не е воопшто во ред тоа, така да не само што има порака кон младите, има порака и кон сите и особено кон возрастните. Верувате дека кога и да сме играле представата, многу повеќе подеднакво реагираат и оние повозрастни, најчесто се нели наставнички учителки кои што ги пратат нели децата и многу реагираат и возрастните и верувам дека допира пораката и до нив. Социјалните мрежи се неизбежни во нашето секојдневие. Еве, повеќе е тоа изразено кај возрастните отколку кај децата. И покрај тоа што децата секако сега на се помала возраст доаѓаат во допир со мобилни телефони и така натаму, која е пораката и како треба, всушност, во кој правец сега се делува, како да се испрати вистинската порака и резултат да има од сето ова? Најпрво да се надоврзам на цел разговор, ние не сме против социјални мрежи, телефони, тоа е нашата иднина и ние не можеме да избегаме тоа. Меѓутоа сме растани во едно време каде што се играа многу игри, каде што се играше смартфони. Не постоја, да, постоеше дури двојник на телефонот, ако он звони ти не можеш да се јавиш. Меѓутоа тоа враќање на тие игри ретко го прават педагозите со децата. И сметаме дека преку представата, ако ги прикажеме, имаме таков дел, нели, каде што вадиме си игра ова, си игра тоа, децата ќе посакаат да ги играат тие игри и навистина може да бидат многу интересни. Со една представа која трае 45 минути не може да се дојде до влијание да го земеш, да го донесеш пред зграда, да му треба да се вклучат возрастните. Сите педагози кои работат со деца на било која сфера, значи дали е драма, балет, во училиште, градинка, да им прават игри, да се чувствуваат дека се деца, да им биде интересно меѓу нив, нема да мислат толку на мобилните, нема да им требаат. Па веројатно се потекнува, се потекнува од возрастните и тоа и го кажуваме во представата. Значи, ако детето го гледа родителот или тој што ме нели повозрастен дома дека постојано седи на телефон или воопшто не го занимава со било каква игра или интеракција, и ако само го тупне телефонот и не прави ништо друго со него, нормално дека детето нели како велиме како сунгер се впиваат, што гледа, значи како што прават возрастните прави и детето. Така да точно е, мислам некако треба да таа промена да тргне веројатно од нас повозрастни, па да влијаеме со тоа и на децата. Видете, театарот е еден медиум кој што има големо влијание. Посебно кога на еден вистински, правилен начин ќе им се даде тоа на децата, посебно пак кај децата, значи постојано кај нив после представата се појавува прашање: а зошто сега ова вака? А зошто ова вака? Зошто тој направи? Има на пример моменти, многу сакаме после представа да застанеме со децата и да поразговараме со нив, што мислат тие, што мислат конкретно за оваа тема, што мислат зошто овој лик постапил така, дали требало на друг начин да постапи. Верувајте ми дека многу интересни одговори даваат и многу размислуваат. А родителите? Правилно. Ето е добро прашање. Дали тие се вклучуваат во дискусијата? Не. Не, затоа што овој проект во моментов се го реализираме преку поддршка на општина Центар и во градинките и училиштата го реализираме. Да, тоа сакав да прашам. Каде се изведувате и моментално во училиштата и градинките што се нели под капа на општина Центар. Јас искрено многу сум позитивно изненадана од поддршката на самата општина да на своите ученици од таа општина им овозможи да имаат представа која ќе биде нормално бесплатна за самите деца од таа општина. Немаме контакт со родителите, но се надевам дека професорите, учителките, негователките кои ја следат, потоа разговараат со децата. Имавме многу добро искуство во една од градинките во 13 ноември, каде се даде представата и децата по представата одат во училницата и цртаат тоа што го виделе и доживеат. Одлично. Значи, кога ги видите сите тие цртежи, имавме можност да видиме што прават, богатство. Значи, гледаш кој лик му бил умилен преку цртежот, читаш,
Како ја доживеала, да, и дали воопшто следела. И дали ја сватиле воопшто поентата, дали допрело нешто до нив, да. Значи, успешно во 100%, според мене. Дали се обидовте да и еве велите дека во општина Центар меѓутоа и пошироко во градот Скопје имате ли побаравте ли поддршка? Да, побаравме. Од Министерството за образование и наука, Министерството за култура, труд и социјала. Поддршка исто така. Од култура добивме поддршка, во образование не сме стигнала се уште. Меѓутоа имаме агенда подготвена до декември 2019. И кога ќе се сумира сето тоа, си велиш една година, вака продуцентски гледано, не може да се опфатат ни 5% од Македонија во една година. Значи, мојот план е дека Чекин пред зграда едно 5 години ќе биде на оваа сцена во нашата држава, дека ќе види секој дете и од град, и од село, и од било каде во оваа држава, така да. Одлично. Дали евентуално имаме гледач на линија, ако добро разбрав? Добро, да, колегите од режија ми јавуваат дека ги отвараме телефонските линии, доколку некој од вас, почитувани, сака да даде некој коментар на денешнава тема, секако може и до гостите некоја прашање слободно да поставите. Убава е темава и треба што почесто да се случуваат, бар според мене, вакви настани. Морам да ви го поставам прашањево. Млади сте, амбициозни сте, освен тоа што правите во моментов и театарска представа. Едно ваше видување. Почнуваме од младите, да, еви со представата, меѓутоа, како според вас уште повеќе да се доближи културата на младите генерации во однос посетување на театарски представи, одење на изложби, генерално прашање во може би оној малку подзапоставен дел кај нас? Мислам дека потекнува од... Што знам, ја би се вратил на тоа од родителите. Ако родителите, не знам, ги подучуваат своите деца дека е подеднакво вредно да се дружиш, да, со другарите и да седиш пред зграда да играш игри, макар и да седиш на клупа и не знам, да се куцкаш на телефон, понекогаш. Исто така подеднакво вредно е и да посетиш некој пат и некоја представа театарска, да изгледаш филм во кино, да одиш на некој концерт, некоја изложба, некоја балетска представа, било каква од, нели, да посетиш било каков културен настан. Така да мислам дека ако таа навика започне уште од најмали нозе, веројатно и подоцна ќе продолжи од како ќе почнат децата, нели, да созреват и во оние тинејдж години. Мислам дека тоа некако бидело така, не може на некој што е веќе има некаква оформена све сега допрва ние да го тераме насила или да посетува некоја театарска представа или не знам да слуша класична музика кога тоа не му е не знам укажано уште од најмали нозе, барам јас така сметам, не знам. Не дека сега не може да се влијае со не знам доволна промоција на театарски представи, а постојано уствари промоција и на театарски представи на воопшто на културата, но мислам дека треба да се почне од најмали нозе. Не знам. Не можеме преку ноќ ние да проминеме нешто. Значи тоа е една култура, тоа е една традиција која што треба се гради, да се гради. Претпоставам дека ние сме многу колеги наши исто така се трудат и даваат се од себе за да направат представи, да изградиме една таква култура од најмали нозе, да продолжат децата да одат и да следат театар. Имаме гледач на линија. Сега мислам дека доколку ја се уште тука, добар ден, повелате во програма сте. Добар ден. Повелате. Тука верен гледач на театарот за деца и младинци. Мислам дека ќе ме препознаат гостите. Одлично, повелате. Јас сум многу горд што почнат прават и приватни проекти од типот на Чекин представата, која што е многу едукативна за децата. И многу сум благодарен за тоа што некој покрена иницијатива за таков чекор, за да ги едуцира децата да не се на телефони, на таблети, туку малце да излезат да видат што има од другата страна, нели на вратата од куќите или од станот, да играат како ние што игравме игрите жмурка, брканица, цигари или какви игри да има. Претпоставувам сте имале можност, споменавте дека сте верен гледач, да ја изгледате представата можеби вие или доколку имате ваше дете?
Да. Јас сум од таа генерација која што ги фати последните возови, да речам, за играње надвор со игрите, и представата ја немам гледано. Јас, меѓутоа, мои помали родни не имаат гледано и баш се фасцинирани од глумата, и од режисерската палка, и од секако што е подготвена целосно представата. И баш се онака замислени што правиме ние всушност, дали треба на лоѓе или да бидеме малце по надвор од виртуелниот свет. Така, значи, она што рековме, допрело и до возрастните, што е многу важно. Доколку тоа е се од вас, ви благодариме за вашето јавување. Да, ете, допрело, значи, до се принесла главната поента. Имаш прашање или? Имам прашање, Јана, јас би сакал, не споменавме околу ликовите. Какви се ликовите, што глумат, каква е пораката која што испраќаат, во што се разликуваат еден од друг? Па, се трудевме, додека ја подготвувавме представата, да сепак овие ликови бидат, бидејќи се работи за детска представа, да бидеме поблиску нели до немладата публика и да сепак тоа бидат ликови кои што се ајде да кажем модерни од денешно време и да се занимаваат со проблеми кои што веројатно ги се замарат или се занимаваат најмладите во денешно време. Гротот, иначе само да не заборавам, во представата играат уште две колешки, да не ги заборавиме, Емра Куртишова и Марија Ѓоргиевска. Се трудевме, значи пак да кажам, да направиме ликови кои што многу е важно да има некаков конфликт, некаков проблем. Ако од една страна имате нели деца кои што сакаат да се играат надвори, дел од нив знаат што е мобилен телефон, слушнали имаат, немаат, можеби имаат или немаат интернет, направиме еден од тие ликови да биде дете кој што да идеме во некаков екстрем, кој што по цел ден седи на мобилниот телефон за да некако настане некаков си проблем и постојано седи на телефонот и нема никаква допирна точка, не знае, не слушнал нити за жмурка, нити за, не знам, за било која игра која што играме ние. Едноставно за да некако допреме до немладите, да бидеме поблиски и да бидеме прифатени од нив. Многу би било веројатно и поразлично ако правевме ликови кои што се расте, например, јас кога сум бил дете, не дека игрите што ги играме се игри кои што можеби сега ги играат младите, меѓутоа се трудевме сепак и да ставиме игри кои што се, не знам, им се познати на нив. Да ги вратиме игрите малку назад кон новите генерации. Не стомно млади, не знам, деца нам, не знам, кои што се безгрижни, кои што веројатно и да се искараат и да се налутат, тоа не си го земаат, нели, ептен здраво за готово како возрастните, затоа што нели на децата некако брзо им поминува лутината, така да. Во ред и ајде малку за крај, што освен театарскава представа правите во моментов и некои ваши идни планови? Александра, ти спомена на агенда ти е 5 години чекин пред зграда да биде на репертоар, тоа е супер. Шала на шега, односно на страна, некои идни планови во однос на проекти? Па генерално јас нели работам и сум продуцент во Bullfrogs продукција, покрај драмскиот дел кој ми е новитет нели на работа за продукција зборувам. Имам тековни балетски представи, тековни проекти кои се поддржани и од град Скопје и од некои други институции и сите се поврзани на еден начин со ете така некоја силна порака која треба да им се испрати на преку децата и на возрастните. Само сакав да се надврзам на разговора, да не се заборави едно многу важно нешто во Чекин. Покрај телефоните, социјалните мрежи, многу е важно што се покажува другарството и вистинското другарство. Тоа е енд на представата, која според мене е исто многу важно, нели? Можеби вистинско пријателство. Да. Само да не забораваме, значи исто така се со представата аплицираме на неколку фестивали, кои што очекуваме моментално одговор. Да, одговор. Од истите планираме
Сега ќе најавиме, но се уште сме во разработка, значи работиме моментално на продолжението на Чекин, значи сакаме да направиме истите ликови кои што се овде во представата во Чекин, сега да обработуваат некоја друга тема која што е актуелна и би сакале тоа да биде дискриминација. Значи сакаме да фатиме кај децата дискриминацијата и малку со тоа да се занимаваме, да ги поттикнеме да размислуваат на тој начин. Исто така како една трупа работиме на нова представа, но тоа ќе биде представа за возрастни, ама ќе ви дојдеме пак во емисија за тоа. Се разбира. Имаш за крај можеби коментар или? Не, доволно си кажа. Доволно. Дечки, ние ви благодариме за вашето гостување двојното време. Ни беше задоволство да ви имаме во студиото. Секако следна прилика се надевам повторно ќе ни гостувате и ќе се дружиме. Ние, почитувани, правиме тука кратка пауза и се враќаме повторно со разговора за светските случувања со колегата Дејан Андоновиќ.